Ако не се покачат платите на вработените во образованието и културата, СОНК најавува целосна парализа и затварање на градинките и училиштата поради генерален штрајк. Детските градинки нема да функционираат, тоа значи дека нема да се примаат дечиња, односно вработените кои што работат во детските градинки, дури имаме предлози и да не бидат во градинките заради спречување на евентуални притисоци од страна на раководни луѓе од установата и од локалната самоуправа. Тоа исто би значило и во училиштата, дека училиштата нема да работат, децата нема да бидат прифатени, нема да се одржуваат часови. Тоа би значило дека културните установи нема да редовно ги извршуваат своите активности. Најавите за генерален штрајк доаѓаат по изминати неколку месеци и протести во повеќе општини во државата. Синдикатот не успеа да ја убеди владата да им ги качи платите во дејностите образование и култура за 25%. Некаде околу 25% е зголемена минималната плата на национално ниво, а во нашите дејности образование и детска заштита само 5% минатата година имаше зголемување на плати, во културата, високото образование и наука немаше ништо зголемување. Тоа значи дека на некој начин многу е реално очекувањето на нашите колеги, односно вработените во нашите дејности, да имаме реципроцитет во зголемување на платите, односно минималната плата на национално ниво. Генералниот штрајк се најавува сега, но неговото одржување ќе мора да го почека крајот на изборите. Периодот кога се председателските избори, односно за почетокот на мај, веројатно ќе нема штрајк, закажување на штрајк би било многу неразумно. Меѓутоа, веднаш после тоа, ние ако немаме социјален диалог, ако не расправаме по нашите поставени барања, тогаш ќе почнеме со подготовка и за генерален штрајк. Револтот на СОНК доаѓа и од фактот што македонските наставници се најслабо платени во регионот. Во Косово наставниците земаат од 600 до 700 евра. Исте случајот и со Босна и Херцеговина. Во Црна Гора е над 500 евра, а во Бугарија е договорено зголемување за 20%. Кај нас платата е 21.000 денари или околу 340 евра. Инаку СОНК брои околу 30.000 членови, а на нив им се приклучуваат и од Конфедерацијата на слободни синдикати, па штрајкот може да се прошири во правосудството и затворската полиција.